наоѓаме во Институтот за македонска литература и токму тука се одржува меѓународна научна конференција на тема Книжевни проекции 2025 година на значајни јубилеи. На оваа тема утрово разговарам со професор доктор Лорета Георгиевска Јаковлева од Институтот за македонска литература. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, Иван. Работно се подготвуваме за втората сесија, вториот ден од меѓународната конференција и се надевам дека како и првиот ден ќе ни биде успешен. Која е целта на оваа конференција? Целта на конференцијата е прецеврзана со јубилеот 80 години од стандардизација на македонскиот јазик. Нема јазик без книжевност, нели? Јазикот е сето она што се говори, меѓутоа и она што е напишано. Од тука Институтот за македонска литература се чувствуваше и на некој начин обврзан да проговори за македонската книжевност, бидејќи 2025 е година на јубилеи, на годишнини од раѓање на многу писатели, особено писателите родени во четвртата деценија, оние што се значајни за поставување на разновидна тематика, стилистички иновации, нови постапки, нешто што се дефинира како база во развојот на македонската книжевност. Зборуваме за од времето на кодифицираниот македонски јазик. Па така и решивме да го посветиме на најмногу на таа генерација. Тука спаѓаат, да речеме, Слободан Мицковиќ, Ташко Георгиевски, писателите како Димитар Солев, Живко Чинго. Свој јубилеј имаат и постарите писатели без кои не може да се замисли, особено македонската проза, како Стале Попов и Славко Јаневски. Тука се писателката Гордана Бошњакова Михаилова, Илјана Белева, што е помалку позната, и целта ни е да реоткриеме и писатели кои што се подзаборавени. Меѓутоа, главната цел е следнава. Значи, имаме состојба во која и науката, и теоријата, и методите со кои што се проучува книжевноста, и самите проучувачи доаѓаат до нови сознанија. Имаме нови теоретски поставки и тоа значи дека нашата литература треба да се исчита од еден нов агол, да се актуализираат класиците на македонската книжевност за да останат во меморијата, нели, јубилеите и се токму затоа, да се сеќаваме за да актуализираме некои прашања. И токму затоа решивме овој пат да се посветиме на поголем број писатели, на поголем број процеси и да речеме една од за обединувачките поенти на целиот вчерашен ден, каде што се прочитаа околу 20 реферати, беше токму таа, дека новите времиња и новите здања бараат нов пристап кон книжевноста, за да бидеме во тек со современоста. Првиот ден помина на вистина одлично. Што ќе се случува во текот на денешниот ден? Втор ден од оваа конференција. Така, ако првиот ден беше посветен повеќе на класиците, значи имавме секции посветени на Димитар Солев, на Живко Чинго, на Ташко Георгиевски. Дури имавме и еден реферат што многу ме радува, посветен на 15 годишнината од смртта на Игор Исаковски, еден поет кој прерано го загубивме, ако има импозантно дело, кој што ако не го споменаме, може би младиве генерации нема ни да го запознаат. Вториот ден повеќе е посветен на така нареченото женско писмо, нели тоа не е термин кој што го употребуваме со многу задоволство, меѓутоа во недостаток на друг ќе се разбереме. Ги слушаме женските гласови, еднородово читање на книжевноста, еден нов пристап кон писателките како Ката Руменова, Мисиркова, Гордана Бошњаковска, Илјана Белева, веќе ја споменав.
со цел да поврземе она што некогаш било, да речеме, од Стале Попов, кој што се третира како преод од историјата кон современоста. Стределов за некој вели дека е човек кој го откри својот народ, писател кој што го откри својот народ, до најсовремените текови во проучувањето на книжевноста. На што ќе се посвети во наредниот период Институтот за македонска литература? Убаво е да кажам дека, за да се надоврзам на прашањето, прво како и се роди идејата за самата конференција, Институтот за македонска литература организира многу настани. Прилично е активен, обележува јубилеи, смислува конференции кои што се меѓународни, така ги концепира конференциите како меѓународни, на актуелни теми. Да речеме сега последно работиме на проектот Траума во културата. Тој ни е финансиран од Министерството за образование и наука. Меѓутоа, тоа е еден дел од нашата работа. Втор дел беше да воспоставиме некоја традиционална конференција која ќе се занимава со чисто книжевни македонистички теми. И така ја насловивме книжевни проекции. Тоа е општиот наслов под кој што ќе одат сите наредни конференции. И тоа ќе биде една од задачите постојано да држиме актуелна македонската книжевност и интересот за македонската книжевност. На самиот симпозиум јас ја изнесов тезата дека историјата на македонската книжевност како една линеарна хронологија може би е веќе завршена работа или истражена или поставена и веќе новите автори ќе се завземаат своје место, ама она што веќе постои е направено. Меѓутоа немаме една книжевна археологија која би била по вертикала, значи вертикална книжевна археологија која што би се занимавала со базата како основа и постапките кои што ги усвоиле старите генерации, постарите генерации, оние што веќе стануваат и класици на македонската книжевност, за на нив да ги истражуваме постапките кои што ги воведуваат новите автори, се до најсовремените, да речеме до Румена Бужаровска, до Андоновски, Петар Андоновски, до Калина Малевска, и ред еден или плејада. Имаме уште многу теми за некој наредно вклучување. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме во некоја наредна прилика и секако да посветиме повеќе време на литературата и на нашиот македонски јазик. Благодарам. Благодарам уште еднаш.